низ збунувачкиот концепт на времето, врз гнилишта на безразумни греди, со смела, мазохистичка ведрина, немоќен од немоќи, живее еден чуден, убав народ, во брилијантната шега на етер. Талка, лута, сија гони сопствената сенка, ги декодира своите заборавени мудрости за преживување во метежот од секојдневни празнослови. Парчињата од колективното огледало ги бара во историски дати, географски поими, промашени шанси и неискажани зборови. Со проклето силен рефлекс да ја бара вината во друг, а квалитетот во некој друг, задридот. Кој чуден и прекрасен народ поседува огромен уметнички потенцијал и уште поголем страв да си го признае тоа на себе си. Токму затоа и сме тука, да го отвориме прозорецот и да влезе зрак светлина на македонската сцена од светски размери, за да ги осветлиме оние кои молкум бдеат и го очекуваат аплаузот во маглините на невидлива Македонија. Здраво, јас сум Петко Костовски, а вие се наоѓате во невидлива Македонија. Ова епизода ќе зборуваме за македонскиот метал, кој во изминатите 2 декади од скромните почетоци успеа да се издигне до впечатлив бренд и звук кој зрачи надвор од границите на Македонија. Во продолжение ќе погледнете дел од разговорите со членовите на култните Верка и Steel Temple. Уживајте. Легендарниот скопски хеви метал бенд Steel Temple постои од 2000-та година. Членови се Филип Филиповски вокал, Денис Адил гитара, Дарко Поповски блуз клавиатури, Маријан Петровски бас и Урош Велјковиќ тапани. Првиот албум го издаваат во 2004 година со име Барајќи го спасот и нивниот најголем хит Рок-н-рол до крај. Во меѓувреме се појавуваат на десетина компилацијски CD, по забележителни настапи им се 2006 година како предгрупа на Whitesnake и 2013 година во Петрич на Петрич Рокфест. Наскоро ќе бидат предгрупа на Judas Priest во Белград и ќе имаат хедлайн настап во Солун. На Белград Колинг ќе го промовираат новиот албум. Легендарните Верка од Делчево се автентичен метал бенд кој комбинира елементи од традиционална македонска музика. Членуваат Владко Ѓорѓиевски Далто на тапан, Марс Марсовски на гитара, Маџрак на бас гитара и вокал и Хико на тапан. Формирани се 1999 година. Во 2001 победуваат на Рокфест и настапуваат на Таксират 1+2. Во 2003 година го издаваат првиот албум Джага, а во 2010 го издаваат Моторни песни. Во 2011 имаат концерти во Скопје, Делчево, Куманово и Битола, а во јуни 2012 имаат балканска турнеја во Суботица, Нови Сад, Белград, Љубљана, Загреб, Крањ, Белтинци, Сарајево и Подгорица. Да ги чуеме. Дете, 4-5 оделение и се слушало таа кога беше пуштал Pink Floyd оваа. И ми се засвиѓа тој звук со гитари, знаеш, гитарски звук. Black Sabbath уште ги нема вчуено, беа многу жестоки, дури и Deep Purple некогаш беа пожестоки. И не ми легнаа многу од прва. Први контакт со, значи, по метал музика, да го рече, глам рок, рок, хард рок. Значи, тоа стил на музика ми е баш со бендот Motley Crue. Песната баш се сеќавам, Kickstart My Heart се викаше. Супер песничка и се уште ми е супер до ден денес. Братовчет ми многу ги сакаше Iron Maiden, беше постар 2-3 години од мене и Skid Row. И од него некои касети добив, една ми даде, другата му ја украдов. Ја не се сеќавам. Може имаше некоја касетка Manowar, нешто King of Metal, нешто. Може таму некаде. Iron Maiden Seventh Son of the Seventh Son албумот и Skid Row Slave to the Grind. Тоа е негде 92-3, значи сум имал 13 години. Самиот метал во Македонија во тој период, мислам дека немаше ништо освен
што знам, некои бендови, може Санаториум, но Санаториум мислам дека не свирија тогаш. Да, Орион. Пија малце по Од македонска сцена, од тој период, значи само тоа ми текно, тоа се сеќавам, значи Санаториум, Орион и тоа. Зачетоци на хеви метал би биле со групата Карамела, според мене. Они така малце пожесток звук, некои Judas Priest рифови у гитарите имаат и Iron Maiden моменти. Ја знам, текстовите им се малце по-социјални, знаеш, и друштвени за поигранки у тоа време, али имаат таков по-тежок звук, најтежок звукот до 80 и некоја година. Мислам дека оне пожесток метал доаѓа со Санаториум и со Орион од битова. За разлика од денес, некако како да имаше повеќе атмосфера, повеќе например Рокфест у тој период и после уште многу време беше као една манифестација што баш се од секаде, буквално од секаде од Македонија, не беше сконцентрирано на Скопје и нешто сега туку у Скопје се случува, туку буквално беше општо прифатен фестивал некако, као беше збиралиште за се што е во таа рок музика некоја, да ја кажеме. Не беше баш прифатено како што треба, мислам, ти дофрлале од страна и се уште прават, али веќе помена тој стереотип, мислам дека. Знаеш, сега има и почудни фаци со избушени пирсови, мислам, она, знаеш, ширење на дупки, канали и такви работи, што е многу почудно него сега тоа, знаеш, тоа важи по фаца, тогаш го немало тоа. Тогаш беше со дугачка коса ќе те видат и ќе те смеат или не знам, или ќе дофрлаат од страна. 92-3 тука некаде. Бендот се викаше Далтонови, значи се уште се учевме да свириме, не ги баратавме баш инструментите како денес, например, да речем. Таму сме со поразлични фаци, јас со коса. Ја не се гледам. Тој беше 12-13 години, значи од бубњите што се малце поголеми, тоа едноставно не се забележува зашто е мал. Ја почнав да свирам у еден гранж бенд, гранж рок свиравме, нешто влијание од Нирвана и такви работи имавме. 98. Тоаш прв контакт со бубњеви беше. На кај 2000-та година, пред 15 години, кога почнавме да свириме со овој бенд, со Steel Temple, ностоп ни беше пуно, скоро секој викенд свиравме, али правевме и наши песни, нешто малце тезга измешано со hard rock, heavy metal, знаеш? Од Iron Maiden, дури и Bon Jovi сме свирале, само нека. И наши песни плюс. И беше пуно. Знам дека еднаш продававме 400 карти у Вулкан, клубот Вулкан. И скоро секој викенд свиравме у Вулкан и се пунеше ностоп. 99-2000 година имаше повеќе места веќе каде можеш да ја представиш својата музика освен на некој фестивал. Тоа се тие клубови, мислам, Вулкан, УСФ, доле се свиреше. Зот, мислам дека беше тука некаде. Копакабана на времето се свиреше доле у БНТ. Lady Blue исто таму имаше. Точно таму имаме свирено. Има квалитет, само што треба поддршка, дали од самото општество, дали од, не знам, медиум или да се тие бендови некако до видливост. Моментално се невидливи. Доста квалитетни сме и као креативни млади бендови, млади луѓе. Ама мислам дека тоа што ни фали е промоција надвор. Мислам, сега преку интернет е полесно, али порано немаше промоција, немаше продуцентска куќа што ќе застане позади тебе, па ќе шири музиката. Поише ги знаевме бендовите од Србија, Хрватска, Бугарија, него они да ги знаат нашите, знаеш. Малце слабо стоевме на тоа, у тој пиар моментот, знаеш. Слаби пиар менаџери сме. Ни фали медиум од тип на информираност. Кај нас е малце, не малце, туку целокупно е некако затаено, некако. Тој истиот муабет, ќе седне, ќе плати, ќе прави нешто цп, има простор, ќе трае 3-5 месеци и толку се заборава. Не можеш да живееш од хеви метал музика во Македонија. Можеш само да работиш нешто друго, а ова професионално као хоби уствари, ти као паралелно со ова. Мислам, и најголемиот бенд Санаториум, што е, они сите имаат работи дневни, а свират паралелно со тоа, свеќаш, као хонорарно, као ти кажам, part-time джабе, онака е, не знам, фриленс. Секој еден просечен металец, да кажеме, е представен пред
пошироката публика или јавност, како човек со долга коса, не знам, пирсинг, тетоважи. Као нешто ниско те гледаат општеството. Одма тука со тоа, со самиот изглед, значи дрога, алкохол. Нема врска. Значи, поише дрога ќе најдеш на турбофолк забава у дискотека. Самиот тој стереотип за металецот или рокерот е тој што не може да дојде како на повисоко ниво. Јас сум и сликар, иначе и графичар, и отварам изложби у Виена, имав изложба лани. И пробувам и тоа да го вметнам, и као, знаеш, им носам цедиња, со секој мој каталог носам и цедиња, им ги давам, и ме гледаат малку чудно. Као, зашто, сега, уметник си баш интелектуалец, а зашто си металец, агеш, мислам, а нема никаква врска. Да свириш метал, тоа е многу захтевна музика. Тражи долгогодишна работа и искуства и уложување у самиот себе, па дури и мислата, као мисла на здрав металец е на многу повисоко ниво отколку на, не знам, на од тие што ги викаш ти, дека имат повеќе простор, повеќе се од прв ред. Ако Бах или Моцарт живеат у денешно време, ќе биле металци. Зашто тоа што го правеле било несватено и андерграунд, тоа што денес го правиш како метал. Мислам, чим 45 години обстојува до сега, хеви металот нема никад да изумре, исто као и рок-н-ролот или као било кој таков добар правец. Ако знаеш повеќе за тој тип на луѓе и тој тип на музика, едноставно знаеш нешто плюс, не е тоа нешто што ќе ти земе и што ќе станеш помалце. Само можеш да станеш повеќе. Контрапродуктивно е тоа што те убива у поим да не твориш како што сакаш и како што можеш со толку силен мотив. Например, ние имавме неколку години пауза баш ради таков проблем. Сите се вработивме и ни требаше пари, ти треба да обстојуваш од нешто и немавме време у тој момент да се фатиме да продолжиме со работа со бендот као што сме твореле на почеток имаш некои соништа, знаеш. Имаш као и се. У секој уметност е така. Имаш соништа, имаш амбиции и полека гледаш дека со години ти спаѓаат полека затоа што гледаш дека те убива уствари тоа што не те дозволува да пркнеш. Ти можеш да едуцираш, меѓутоа ако е нештото у Скопје само, од страна пак ќе си иде истото. Ќе се сменат генерации и пак ќе се врати на истото и така тоа ќе си се мени, ќе си се враќа. Например, му даваат на не знам кој, на оперски пеач или на некој пост рок или инди да настапува у амфитеатарот у Охрид. Ја ако побарам како метал бенд нема шанси да ми дадат. Зошто? Затоа што сум метал или не знам. Му дадат на Симон Трпчевски да свири у црква. Зашто да не може и метал бенд да настапи у црква? Тоа секој што се прашал, али тоа е тоа. Така се тоа треба да иде. Ми пречи затоа што не е на исто ниво вреднувано да Симон Трпчевски со неговата музика, на пример. Сега го земав како пример, ја го поштојам како музичар и уметник. И што знам, ние сме на пример растени на Лед Цепелин, така? И он свирал у Карнеги хол и Ројал Алберт хол и Цепелин свирале таму. И сега, мислам, на исто сме, така не. А зашто тука не сме на исто, у Македонија? Правиме мојабет за да се земе некој комплекс или некоја зграда што е срушена или што не се употребува 10-15 години седи, може да се среди, да се направи као некоја мини комуна на бендови. Мора да има луѓе што ќе се крират, што ќе ја поддржуваат мислата, идејата за таа култура. Не мора да се занимаваат со музика уопште, ама да идат да ни се партнер у нештото и да нештото иде паралелно нагоре. Затоа мислам дека и музика со субвенционирање не треба да се финансира, треба да седне, да се работи, па после ако е добра, да му ја откупиш, па да му дадеш пари. Затоа што кога си на дното, тогаш си најкреативен, според мене. А ние сме доста на дно у општеството, така да затоа добро твориме веќе 20 години тука, али нека дискочи тоа, дискува. Нека придонесат за општеството пута 200 од тоа ние што сме направили. Да слушат многу музика, да не заборават од кај се, да бидат упорни, да продолжат да се надеваат. Да бидат истрајни ако сакаат да творат и нека заборават, уште од почеток ако творат во Македонија, нека заборават на приходи и на пари, затоа што нема да имаат реално. Од тоа.
Нема да живеат од тоа, сакам да кажам. Живееме со надеж. Цело време никако да се деси. Да. А сега, одиме со интервјуто со бендот кој разбранува музичката јавност и успеа да го доближи прогресив метал звукот и до неметалците. Chromatic Point. Chromatic Point е бенд формиран во 2010 година од страна на Виктор Трајановски, Толјо, Ален Спасевски и Душко Ичев. Главната идеја на тројцата членови да се создава инструментална музика во која ќе доминираат инструментални делници, во преден план ќе се представат изведувачите без придружба на вокална секција. Првиот настап на овие тројца членови на фестивалот Rockfest 2009 година, но под името Red Rose, пошто ја снимаат првата песна Разловци 1876. Во 2012 година тие го снимаат првиот студиски албум Златен пресек. Станува збор за музика која изобилува со етно елементи и која црпи инспирација првенствено од македонскиот музички фолклор. Меѓутоа, сето тоа аранжирано спакувано во еден поинаков облик на прогресивна метал варијанта. Во 2013 година Chromatic Point го снимија новиот сингл Сува земја, која е најава за вториот студиски албум кој треба да излезе наскоро. Освен промоциите, имаат настапувано на Винофест, Пиволенд, Виноскоп, Тк-Так Фест, Акустик Сквер Фест и така натаму. Да ги чуеме. Мојот прв контакт со металот е навистина уште од многу рана возраст, така да на еден начин израснав со тој вид на музика и покрај тоа што студирав и завршив класична музика на факултетот овде во Скопје, сепак љубовта спрема метал музиката остана она што ме движи и кое што ми е како инспирација за да творам и за да создавам музика. Со метал музика па негде на 10 години така нешто, нормално Iron Maiden, Metallica. Тогаш почнав јас метал да слушам. Јас почнав директно со метал. На слична возраст како Филип, на 10-11 години, случајно ги слушнав Iron Maiden, Metallica, ги имав сите албуми од Maiden, и ги преслушав за многу кратко време и се уште ги слушам, можам да кажам, дека сум горд на тоа. Јас така по-жестоко влегов во таа шема во средно. Тогаш почнав да слушам такви бендови, некој пуберитетот си го направи својато. Со прогресив музиката се соочувам некаде околу 7-8 деление, но не сум бил во ситуација да речеме да творам таква музика. Во домашни услови, верувам како многу други музичари на моје време сум се обидувал и се обидувам се уште да свирам таква музика. Ние заедно свириме уште од прва факултет некаде, настапувавме на Rockfest под друго име. Тоа е 2009. Додека се спремавме за Rockfest, направивме една песна која што потоа ја снимивме и таа сега е позната како Разловци 1876. Таа песна ствари беше одлучна за да продолжиме натака. Претходно свирев во бенд Ion Arcanum тука од Македонија. Со нив имав една успешна турнеја. Сум работел во неколку проекти, но со Chromatic не сум од нивниот старт, туку сум напротив најновиот член во Chromatic. Да, инаку многу е банална самата ситуација. Онака се седевме и си пиевме пиво една вечер и му текна, вика дај бе да ја снимиме таа песна. Интересно може да биде, да најдеме членови, викам ајде, зошто да не. Така бидна целата работа. Сум слушал од многу рана возраст прогресивна музика, како што кажав, доста практично не сум се соочил со незе и Chromatic ми беше многу добра шанса. И мислам дека е окей и стварно сватив, што сватив, Жими сватив. Сватив дека е доста интересно, но и напорно. Кога почнавме да го правиме првиот албум, сакавме да направиме нешто што ќе биде специфично за овој регион, за Македонија, за Балканот. И тоа
Според мене според мене сам по себе се наметна стилот, неизбежно е етното што го имаме. Значи тоа не прави уствари специфични, не двои малце од клишето на бендови, барем од светските бендови, да не личиме толку на некој друг. Случајно се наметна тој некој стил кој што продолживме да го развиваме, затоа што таа прва песна која што ја правевме онака спонтано, без некаква цел или идеја, колку да пополниме репертуар за Рокфест. Меѓутоа, после тоа свативме дека може интересно да излезе сето тоа. Таа комбинација со етно и метал, првата песна најде на многу добри реакции, токму поради тие елементи што ги ставивме во песната и си рековме тоа треба така да продолжиме. Мислам дека направивме вистински избор. Не треба музичар да е ограничен на еден стил. Ако слушаш повеќе стилови, така најдобро се црпи инспирација. Па не е лесно во една ваква средина да се одржува внатрешниот оган, посебно кога си соочува човек со многу негирања и неможност за настапи, недоволно цењење на трудот, немање кеш, пошто реално потребно е за 2 албуми да се снимаат како што се снимани со професионалци и за сето тоа да се изведе онака професионално, потребно е многу пари. Музика, да, но некаде и социјекономските прилики во држава така сето она што го доживуваме кога живееме, целата наша реалност, дали реалност од моја перспектива или од перспективата на некој друг човек, пошто тоа е сепак различна перцепција си имаме. Сега од таму потекнал мојот главен мотив. Че мора човек да биде спремен да се става во заемови, да биде инает на еден начин, толку многу тоа да го сака за да го издржи, затоа што ете сведоци сме на немање една метал сцена, многу малку бендови има кои што се активни, токму од тие причини. Ако правиш нешто што е доста креативно и добро, луѓето гледаат да те туркаат, барем кај нас е така. Значи, како што кажа пред малце Стефан, човек ќе се искачи малце и сите гледаат да го повлечат долу назад. Малце кривиците и самите бендови што ќе почнат и него тераат тоа нешто до крај. Кај нас ситуацијата со металот е прилично лоша. Не толку дека нема бендови што сакаат да свират, точно ги има бендовите, но финансиски не се никако подкрепени. Тие луѓе треба да пробаат, треба некаде да го одржуваат тој свој талент, да го негуваат. Немаат едноставно просториите за проби коштаат пари, луѓето немаат пари. Затоа тоа бара многу залагање. На повеќето од нив се немаат одлучено за музика како професија, баш поради тоа што тоа чини нешто. И многу е тешко да се најде работа со музичка академија или со тоа што ние го студираме генерално. Ние сме определени професионално и ние не знаеме што друго би работеле. Значи јас не студирам физика на ПМФ, немам друга опција во животот. Тоа ми е тоа. Мала земја е Македонија, немаме клубови пред се и во главниот град. Немаме простор каде би можеле солидно да звучиме, да не биде сето тоа онака само чист андерграунд за забава, за женски бркање, пошто нас не е тоа целта. Сепак професионално се бавиме со ова, затоа што и професионално се занимаваме со музика. Јас верувам во таа андерграунд идеја како канализирање на собствените емоции и набојот и сето тоа што го имаме во уметност. Тоа е многу поддржана и многу добра идеја и ги поддржувам сите андерграунд бендови во Македонија што тоа го прават. Но исто така верувам и во строг професионализам кој што е поврзан со конкретната прогресивна музика. Ние имаме доста добри бендови во Македонија, доста талентирани дечки што сакаат да свират и што веќе свират. Но не можеме да се истакнеме на едно високо ниво баш поради тоа што сме финансиски и сценски ограничени. Немаме каде да пласираме таа музика. Самите хонорари што ги добиваат бендовите како нас се понижувачки за сето она што се вложува и што сакаме да го направиме. Културата во наша држава е на ниво на Демократска република Конго, да бидеме искрени. И луѓето веќе не се замарат со култура поради тоа што немаат финансиски средства да се одржат во живот сами себе. Како ќе имаме култура кога ние немаме основни извори на приход во државата? Сепак овде се работи за една, ја мислам, издржана уметност, една музика која што има во себе и музичка и естетска и секаква друга вредност. Кај нас превладува само турбофолкот. И поради турбофолкот не можеме многу да просперираме ние. Мислам, неам против турбофолкот, но ако има локали каде што може да се свири турбофолк, треба да има и локали каде што може да се свири рок-н-рол. И мислам, тоа е една од причините дека не потценуваат малце нас. Прво, таков менталитет сме ние, ако те видат со долга коса и со гитара во рака, одма си ти
социопатолошка појава. Не пласираме сапуница, ниту секс, ниту Само рок-н-рол. не рок-н-рол. Пласираме композиции, музички продукт кој што би се ценел настрана од тука, али овде не доволно, за жал. Луѓето се плашат од промена. Луѓето се плашат од бунт, од бунтовност, од спонтанна природа. Што самите ја поседуваме, но сме се навикнале, веќе сме улежени сите. И сега кога им даваш нешто што е бунтово, нешто што има повеќе од 3 акорди, нешто што е малце покомплицирано, што ќе не натера да размислиме, тие то бегаат. Никаква поддршка немаме, не ни сакаме да имаме, се надеваме дека нашите менаџери со кои што сме во преговори, неколку од тие кои што се занимаваат со менаџирање на познати наши естрадни уметници, дека ќе ни излезат во пресрет и дека нема да ни интересира овде ситуацијата каква е, туку ќе го пласираме нашиот продукт таму кај што ќе се цени и кај што ќе може да го слушнат луѓето и ќе го ценат. Народот кај нас во Македонија, луѓето се опседнати премногу со политичка култура, политичка некултура, значи со политичката ситуација моментално и секој што било во држава. Значи, било дали тоа се случува сега, порано или како и да е, тоа е една константа кај нас. И додека луѓето се опседнати со тоа, а не со културата, не со љубовта помеѓу едни и други, до тогаш нема да имаме просперитет на тоа поле. Со еден збор, хаос. Да, хаос. Глобализацијата си зема свој замав. Значи тоа е генерален проблем во целиот свет, не само кај нас, меѓутоа сметам дека кај нас главниот проблем е економијата и тоа што многу млади луѓе за жал премногу се занимаваат со политика и со такви работи кои што во нормалниот свет се едноставно не знаат кој им е председател и се грижат за тоа што се створени, на пример. Јас ако сум створен за уметност, не треба тоа воопшто да ме интересира. Треба да се има луѓе што треба да го поддржуваат тој тип на музика, пошто реално има доста капацитет во Македонија за да излезе нешто квалитетно и во светски рамки, а да биде уникатно. Ако земеме за разлика што се случува во соседите, пример во блиското соседство, да речеме во Србија имаше една добра метал рок-н-рол сцена, покрај тоа што друга музика таму доминира како и овде, си има публика. Народот воопште некако се отргна од било каква музика. Некако поддршката падна и за тие што се ин сега, и на нив слабо имијат на свирки, и тие што се андерграунд, и тука спласна публиката, сега дали е тоа економијата, дали е клучен фактор за тоа, не знам. Имаме една голема среќа што многу вистински луѓе ја приметија нашата музика и од техничка страна, во смисла простор за правење проби, инструменти, озвученија, значи немаме никаков проблем за среќа. Така да таа страна ни одгрижена, можеме да функционираме на едно високо професионално ниво, да не речем на светско ниво. Но сепак главниот проблем е пласманото овде и неможноста, затвореноста на нашата земја и неможноста да се свири настрана. Затоа што се потребни многу финанси и проблеми на граница, затоа што сепак не сме во Европска унија. А веќе речиси сите околу нас се така да генералниот проблем би бил пласман на продуктот, а самиот продукт го има и сметаме дека е на едно светско ниво. Сакаме вториот албум, а исто и првиот, да го испромовираме надвор од Македонија. Што подалеку од Македонија. Каде што луѓето повеќе би не ценеле, кај што масата ќе биде на наша страна. Пошто реално самата музика сама по себе си зазема некој светски карактер, што знам. Треба да се пласира во места кај што има повеќе публика за тој вид на музика. Филип, бубњарот наш, има нова чинела. Поздрав до невидлива Македонија од Урош Велјковиќ од Стил Темпо. Поздрав. Како беше Невидлива Македонија? Јас сум Филип Јездич. Јас сум Душко Ичев. Јас сум Стефан Милодинов. Јас сум Ален Спасивски. Chromatic Point. Поздрав до гледачите на емисијата Нова Македонија. Нова. Невидлива? Невидлива, бе. Леле. Јуте па луѓето, бе. Да. Не. Поздрав до гледачите на емисијата Невидлива Македонија. Овие размислувања и творби на македонските уметници се исто така дел од нашето секојдневие, како и безбројните тривијалности на кои што без борба им го препуштаме нашето внимание. Размислете за ова. Во меѓувреме ние остануваме тука, на маргините, во една
невидлива Македонија. До гледање.